Да, се враќаме во студиото. Како што кажавме, дојдовме до темата Драги Рашковски. Јовановиќ, доста обвинувања за господинот Рашковски, сега со последната афера за софтверот кој бил направен од некоја компанија за кој исто тој имал поднесено патент за ист таков софтвер, па купен од него, па неупотребен од МВР. Кажа господинот Костов и претходно имаше и други афери отварани за него, но се чини дека премиерот Заев особено, иако премиерот Заев за разлика од порано има голема респонзивност во однос на аферите кои се вадат, во однос на критиките. Многу често оваа влада беше обвинувана дури и за мекост, поради тој став, значи реагираше промптно за некои работи, менуваше луѓе, бараше одговорност, но за господинот Рашковски како да има посебен третман, барем така јас ми се чини. Дали мислите дека премногу господинот Заев го брани господинот Рашковски и тоа се одразува на неговиот рейтинг? Како да кажам, на ова прашање ќе одговорам малку етапно. Значи, се некако ќе го проширам и ќе се обидам да го стеснам за да стигнеме до Рашковски. Во политиката имате и офанзива, имате и дефанзива, имате некои етапни ситуации. Значи, СДСМ на почеток кога дојде на власт, имаше еден сосема друг контекст, како требаше да реагира и како требаше да се однесува со договорот од Преспа број 1. После тоа некако се појавуваа некакви метли кои мораше да се чистат, па повторно да се излегува на избори и така натаму. Значи имаше некои фази околу кои сега стигнавме, нели самиот премиер вели дека ќе се менува и кадровската политика, ќе се носат нови луѓе, а што се однесува до Рашковски, знаете како, сега тука секој иоле пристоен човек треба да каже тоа што си дробел, тоа и ќе сркаш. Ако има некакви дубиози, ако ја добро прочитав пред 3-4 дена, дека обвинителката влегла во влада и почела да го чешла тој случај со тој некој фамозен софтвер на Рашковски. Значи, што е важно за мене од граѓанска позиција? Секој во оваа држава, барем колку што ги разбирам и колку што ги исчитувам сигналите на владата, е дека институциите ќе бидат сервис на граѓаните, дека институциите ќе си ја работат својата работа, дека институциите ќе јакнат и секој онај кој, нели, во онаа позната метафора и да е СДСМ и да е свети СДСМ, ќе одговара ако грешел. За тоа се боревме и не само софтвер, него било која инкриминирана состојба, нели, власта има моќ сама во себе да прави дубиози, да создава некакви криминали, значи секој треба да одговара. А за некој да одговара од власта во овој момент, ние мора да се бориме и како граѓанство, и како јавност, и ако сакате и како некои политички луѓе, кои што активно продираат во јавноста и зборат со некои своји политички собствени судови, треба да адресираме да обвинителството и текако ја чешла власта и да открива дали има тука некакви патологии, некакви ефемерности, некакви ентропии, некакви распаѓања и да си делува согласно својата професија. Значи, за тоа се боревме. Да го јакнеме судовите, да ги јакнеме обвинителствата и секој што си дробел, тоа ќе срка. Друго, немам што некако специјално да зборувам околу Рашковски. Мене во политичка смисла ме интересираат некои сосема други работи, и овде ќе завршам, тој што го поставил Рашковски, тој нека му ја мисли. Ако го поставев ја ќе знаев како да реагирам. Не станува збор за тоа, станува збор за селективност. Обвинителството кажа дека отвориле предистрага за Рашковски. Види, тоа обвинителство беше еднаш не така брзо за Мијалков, а ненормално брзо за Орце Камчев, а истото тоа обвинителство на Рашковски му даде да лета со авион и да оди у Мексико и со маријачи 3 недели да се забавлja. Знаете ли што е таа стратегија? Исто со Катица. Ја пушти ја во Грција да иде. Добро, но за господинот Рашковски немаше никаква нити предистрага, нити било каква поставка. Тоа е проблемот. Ги имаме сите индиции, ги имаме и пријавите, го пријавуваат, па еве ако сакате толку мрзената опозиција. Граѓани го пријавуваат. Тој си оди 3 недели, он ќе си мисли сега одбрана, од тамо ни пушта некои интересни, тамо по, не знам, по Твитер или по што, писанија, и тој е, во моментот, тој е недостапен за органите на прогон,
кога ќе дојде, пак ќе седне во удобната фотелја, некои 2 телефони ќе се завртат и може би тамо после неколку месеца ќе му земат изјава. Не, така не се работи, или па јас сум зараѓавел и веќе не ме бидуе да коментирам обвинителско работење. Не, брзината е еден од ефектите на откривањето и спречувањето на криминалот. И зошто брзина? За да не дозволиш трагите и доказите да се уништат или да се разводнат. Толку за Расковски, не сакам да ми е нешто некој посебен фокус, од причина што мислам и не е толку релевантно. Да, добро, мислам дека имаме до крајот време за темата за Бугарија, за преговорите, бидејќи од тоа зависат евроинтеграциите, прилично е важна. Вчера излезе еден интересен извештај Јовановиќ, каде што бугарската агенција пренесува европратеници од зелените и од социјалистите во Европарламентот дека поднеле амандмани на извештајот за Македонија, во кој прилично остро напаѓаат бугарската позиција. При тоа бугарската држава, според извештајот на БГНС, кој е државна агенција и кој има информации тамо, прилично се возбудила околу тоа, барале одговорност од Илхан Кјучук, од известувачот за Северна Македонија, од други бугарски пратеници. Дали мислите дека тој европски став, кој очигледно не е ист со бугарскиот став, може да помогне да се откочи ситуацијата, или Софија покрај се ќе се остане на своите позиции? Па јас искрено посакувам да официјална Софија се вразуми. Свесен сум, и тоа многу пати сум го пишувал и сум го зборувал, дека за неколку дена, за недела дена, они имаат избори и дека официјалниот став на Бугарија е да ни го негираат нашиот идентитет, нашиот јазик и нашата самобитност во договорот за добрососедство и пријателство и во сегашнава реалност. Сваќам дека не станува збор ниту за јазикот, ниту за нашиот идентитет. Ние сме македонци, зборуваме македонски јазик и такви, како да кажам, лични чувства на граѓаните. Ние ќе бидеме македонци додека има веки свет. Ние ќе зборуваме македонски јазик додека има веки свет. Тоа не може да стане прашање во кое ќе се решава билатералниот спор. Значи ќе се решаваат некои сосема други точки, но морам да се вратам на таа, како кажаме, на груба. Нема да употребам политички термин, мада имам и многу полош термин политички да употребам. Се во интерес на добрососедство и пријателство и на верба дека има шанси да се одблокира ветото и да тргнеме ние како држава во предпристапни договори со Европската Унија. Но има еден елемент за кој и јас како човек обстојувам. Секогаш националистичка партија која сака пред избори да собира политички поени, секогаш игра на таа социјална карта кој го генерира социјалниот момент на идентитетот, припадноста. И во таа нејзина, како да кажам, мегаломанија, она сака некако да собира внатре политички поени со тоа што ни го негира јазикот, ни го негира идентитетот, сака некако дури и својата историја да ја наметне. Значи, тука се спорните точки и тука ќе мора некако да се обидеме само со една, како да кажеме, една разумна дипломатија, со една мирна дипломатија, со една дипломатија која нема да предизвика измеѓу нас и нив некој кинески зид, туку ќе се обидуваме некако етапно да ги решаваме точките, бидејќи само една мала искра на еден мал, како да кажам, условно речено, демарш од нашата влада кон бугарската, автоматски се јавува кинески зид и на тој кинески зид ќе се јавуваат купишта потоа предрасуди за бугарите, за македонците и така натаму, значи да се обидеме да ја исхендламе таа приказна без некакви тешки историски наративи, бидејќи знаете како, и тука ќе завршам. Мене не ми треба да се хранам со историски камења, баш вака мислам, историски камења, да ја загрозувам иднината на моето дете. Значи, дај како разумни луѓе да се обидеме, да го решиме овој билатерален спор и да почнеме овој процес да го откочиме за генерациите кои што следат.
во некоја политичка смисла, интимно, јас верувам дека некако мојот живот е прокоцкан или мојот живот е потрошен. Но веќе кога сме тука во политичково поле и кога тука веќе некако низ нас разни вектори се збори, вакви се луѓето, такви се луѓето, овај застапува еден став, другиот застапува друг став. Дајте на моето дете и на сите други деца да им дозволиме барем они да бидат прва генерација, кои ќе растат и кои ќе живеат во мир и соседите нема да ги гледаат како непријатели. Тоа ми се чини е многу поважно отколку иднината моја лична, иднината на оваа влада или на некоја идна влада. Значи, билатералниве договори, тука ќе завршам, мора да ги решиме со комшиите, за да почнеме европеизирањето и евроинтеграцијата на земјава. Да, вие ги спомнавте пред малку договорот со Бугарија и Преспанскиот договор, дадовте паралела во однос дека Бугарија сега го користи. Да, бугарски официјални лица има такви изјави, се повикува на Преспанскиот договор во смисла, еве, ако грците успеа да постигнат нешто, па и ние сакаме на ист начин, на некој начин сакаат да ја копираат тактиката на Грција. Колку тоа ќе биде успешно ќе видиме, бидејќи ми се чини дека имаме друг контекст тука, но без разлика. Но интересно е во она сега што беше објавена бугарската објаснувачка она декларација кон Европската Унија во однос на македонскиот спор, која беше во целост прв пат објавена исто така од БГНЕС, во еден пасус се вели вака: иако во Преспанскиот договор пишува дека таа земја го користи, дека јазикот на таа земја е македонски, ние немаме обврска тоа да го почитуваме, бидејќи тоа е билатерален договор. Значи, тие потврдуваат дека Преспанскиот договор го потврдува македонскиот идентитет во објаснувачката декларација која ја пратиле до Европската Унија. Ова логика ти држи, ама ја не би одел така, а инако многу ти е издржана ова логика и е во наша корис, ако добро те сватиш. Ја цитирам кој што беше напишано. Види, ние имаме голем проблем, како и срвите, со самим собом. Немаме проблем со Бугарија. Имаме договор за добрососедски односи, кој генерално ги уреди работите и конкретно треба во еден период од 10, 15, 20 години да ги доувршува. Ние имаме проблем со Европската Унија. Испорачавме промена на име, ни беше речено влегувате во НАТО и нема веќе вето и нема веќе пречка за отпочнување на разговори за влез во Европска Унија. Значи, ние имаме проблеми со белгиските бирократи, мислам не белгиските, него бирократите од Брисел. Од Брисел. Значи, тие се без етика, без морал. Значи, они прекјутно на Бугарија и дозволија да ни стави вето и се сокрија позади консензусот. Малку историски. 27 години не мореа грците, не навредуваа, од разговори преку преговори, финалето е катастрофа за Македонија, вин победа за грците, го сменивме името. На таа тактика, ама многу по од една страна, сега ќе користа Монтескје, кој има кажано, грците се најпокварен народ, бугарите се најпрост. Ова не се мои зборови. Многу просто тоа го прави Бугарија, политички просто, еве, народот не го вреѓам, а тие бугарските политици ги вреѓам. Политички вулгарно, да. Така, вулгарно. А они знаеш шо? Они сега користат нешто сосема трето, а збориме за билатерален договор. Па, извини, сега што мајка барате вие тој договор да го анализирате? Не. Ние имаме проблем што не читаме, не учиме, не следиме. Последната верзија на стратегијата на Бугарија кон Македонија е 2007-2006 година. Тогаш е направен таен договор со грците и во еден пасус јас ја имам, ја добив од еден професор по историја, велат, ние треба заеднички да настапуваме кон Македонија, ние да дојдеме до промена на името, а бугарите да дојдат до она што го сакат, а тоа е историјата, името и така натаму и така натаму. Ако го гледаме тоа, а тоа е званична стратегија на Бугарија, ако го гледаме ветото, Јовановиќ, никад нема да попушти Бугарија. Ке се закануваат, абе им се озабија на американците. Абе, каде е нашиот стратешки партнер да рече,
кјут те бревија таму, Бугари ве примивме во Европска унија како најкриминогенна нација и држава и со најголема корупција, со најголем број, сега да ве подсетам, на убиства и така натаму и така натаму. И сега отеднаш тија добиваат најлоши извештаи за сите состојби кај нив, отеднаш тија се најјаки во Европската унија, се солидаризира со нас Чешка, Словачка, до негде Словенија и малку Хрватска. Каде се мокниците? Каде е Берлин? Каде е фрау Меркел? Не, знаете зашто? Ова што го прави бугарската политика е фашизација на политиката во 21 век. Пошто на Берлин му одговара тоа, да се тргне фашизмот од историјата, му го дозволува. Нешто слично од друг аспект, повеќе од материјален аспект, стопански, французите го прават тоа. Кон Бугарија, и кога гледаш оската најака Париз, Берлин, вклучително и Брисел, на Бугарија и дозволува за ова прашање да прави се. Па знаете ли да ви кажам што е тоа? Тоа е нова дисциплина во политиката, зачетник е овој човек, Каракачанов, ево камерата ако може да го даде добро, тоа е хомокретенизација на политиката, бидејќи од нас честни, добри граѓани, луѓе кои сакаме да идеме во Европска унија, сакат кретени, хомо, човек, кретенизација, сакат да направат кретени, да се откажеме од Гоце Делчев, да се откажеме од идентитет, па јас те трпеве, Јовановиќу, да се откажеме од историја, да се откажеме од се, само не од Аснам, само не од Аснам. И сега светата СДСМ, што ја спомна он, мојот соговорник, се борела, што се боре, ги избриша одлуките на Аснам, а ја стави декларација или што беше, се не сеќавам точно. Каква борење тоа? Се им дадовме. Него, ја верувам во народот и покрај се, ја верувам дека ќе дојде критична маса, ќе дојде свеста, ќе се дигне, ја верувам во парадигмата Љупчо Коцарев, пазете, завршувам. Ману, црквата, УКИМ, се здружија, тоа се најаките фирми во Македонија, значи појаки се од политиката. Да не зборам историчарите, јазичарите и така натаму, им кажуваат на власта, не го правете ова, ќе не избришите од историјата. Не ве светлиот премиер Зоран Заев си тера понатаму и сега, да амортизира го пушта Бучковски, ту Георгиевски, кој никако да ги добием по телефон, едниот ми е пријател долгогодишен, другиот не толку долгогодишен, да ги ја поканам во една емисија и тие ќе ни го решиле проблемот. Никогаш нема да ни го решат тој проблем. Значи, ја го гледам историски ова. Бугарија не се откажува. А немој да бидеш мало дете, значи, не велам дека си мало дете, немој да бидеш мало дете да и веруваш на бугарите. Немој. Немој, тоа е екзархија, тоа е врховизам, тоа е бугарска историографија на непризнавање. Од се ова што кажа господинот Сотир Костов, испаѓа дека од самиот почеток на емисијата сум во право. Значи, сака да има... Ова е добро за на крај како поента. Сака да има критична маса, значи моли Бога да има критична маса, која ќе удри по Зоран Заев и ќе дојдат тие вистинските сијамски близнаци кои ќе ја решат оваа држава. Да се вратиме, ако сака толку многу господинот Костов историски, ќе видиме дека кога ВМРО ДПМН и таа некоја десна конзервативна струја во земјава била на власт, биле на власт, немаат решено никакво билатерално прашање, значи така важен габаритен договор како Грција и како што се обидуваме со Бугарија, значи немаат ни некое искуство геополитичко како се решаваат тие важни билатерални прашања. И нема потреба, кога решавате билатерално прашање, да се враќате историски, бидејќи историјата има шанса, тие историски камења, кои што цело време ние ги голтаме и на тие историски камења создаваме некакви политички платформи, за на крај, кога ќе дојде во реалноста да се решава нешто, ни се сронува од рака, бидејќи не обстојува на никаква реалност. Значи, јас велам и давам порака до владата, не да се враќа во историјата, туку да гледа што има пред нивниот нос или пред нивните очи и да се обиде тет-а-тет со бугарската влада, сега да го реши билатералниот спор после изборите. Предпоставувам толку многу не изнапаѓа
што предпоставувам дека Бојко Борисов ќе биде повторно власт во Бугарија и да го решат билатералниот спор не за себе, не за нас, туку за генерациите кои доаѓаат, генерации кои што се важни барем да исчекорат и да исчекори мојот син, кој што има 6 години, да исчекори во мир и во пријателство со соседите. Доста ми беше таа мене националистичка приказка, во која некој стално нас нешто ни зема и стално ние се чувствуваме во некоја позиција на само виктимизација. Па они нас ни негираат ова, ни негираат тоа. Приказката со идентитетите е дека мора еден идентитет, едно сепство, една македонштина, ако сакате, да ја соочите со другиот. Во смисла на традиција, во смисла на вредности, па вие го правите ова вака, па ние го правиме ова вака. Знаете, идентитетот е менлива категорија. Не велам дека ние ќе бидеме нешто друго освен македонци, никогаш тоа нема да се случи. Но мора да ги соочиме македонскиот идентитет со бугарскиот идентитет, ама не во најлоша смисла, не во онаа смисла империјална како што сме навикнати сите овие години. Туку баш во традиција, ако вие работите вака, ние го работиме тоа така, да се обидеме со некакви мирнодопски и питоми политики, бидејќи многу е лесно, јас и Сотир да се скараме, ако водиме држави, нели? Он е Бугарија, јас сум Македонија, сачи ко хипотеза го нафрлам, и сега да се испаудираме. Така лесно е. Јас ќе ги задоволам моите, браво Ненаде Царе, Сотир Костов своите, браво Сотире, и ништо не решаваме. Стои статус кво и само имате перманентна војна. Дај да ги запреме тие, како да кажам, мачистички удирања кон соседите, дај да бидеме големи, да се обидеме да бидеме големи и нема потреба што да влегуваме со Бугарија во некаков конфликт. Тука ќе завршам, затоа што гледајте, изјавите имавте ме праша пред малку дека веќе почнува поддршката кон Северна Македонија, нели? Со грубиот став на Па таа поддршка декларативно постои цело време. Значи сепак има добри искри и добри надежди дека ние ќе добиеме и од мноштвото европски земји кои што почиваат на мир и на пријателство како Франција и Германија, ние веќе добивме апел и порака дека добро го работиме проектот. Значи, во таа смисла сакам да кажам, само со добро, со питома политика, ми се чини дека ќе излеземе од тунелот. Само да ви кажам, извинете, времето ни е практично истечено, ве молам за блиц. Многу ми е криво што мојот соговорник го испушта државниот интерес, националниот интерес на Република Македонија. Значи, овој поим е од Ришелје преку Макијавели до денешен ден најако нешто за суверенитетот, па потоа и за идентитетот на една држава, на едно општество. Нема што ние со бугарите веќе да расправаме, луѓе. Јас да сум советник, ама не сум бил ни не сум на председателот и на премиерот. Одење највисока делегација во Брисел, им соопштуваме. Ги замрзнуваме преговорите со Бугарија. И пази сега, безобразлук, на повисоко ниво. Најавуваме прекин, еден вид замрзнатост на реализација на договорот од Нивице. Затоа што и едните и другите го користат контра нас. Си толкуват кои како сакат. Чао и пријатно. Нека не они бараат. И така и онака не влегуваме во Европска унија. Да се покаже дека има се тука државници, да се покаже дека има некој што води сметка за држава и за нација, а не ке им се виткаме на бугарите. Од мене толку. Да. Костов Јовановиќ, ви благодарам на двајцата за учество во оваа емисија. На вас, почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте. Останете со програмата на Телевизија 24.